Во текот на денешниот ден, понеделник 22 јули 2024 година, имаме вкупно 16 пожари. Од нив активни се 11 пожари, еден е ставен под целосна контрола, додека 4 се целосно изгаснати. По давањето на ова изјава се упатувам кон Пенуш, односно пожарот на планината Серта, кој што се уште ни задава големи главоболки. Благодарност до сите они кои што учествуваат во гаснењето на пожарите, благодарност до храбрите македонски пожарникари, храбрите пилоти, храбрите припадници на нашата армија и полиција, припадници на национални шуми, дирекција за заштита и спасување, кои што учествуваат во справувањето со овие пожари. Утре очекуваме одредена количина на врнежи на местата на кои што сега имаме пожари. Се надеваме дека овие дождови ќе ни помогнат да воспоставиме целосна контрола, а некаде да ги изгасниме самите пожари. Но, за секој случај, подготвена е нова тура на странска помош, така што доколку не дојде до врнежи, а доколку има потреба, доколку пожарите почнат да се одвиваат во несакана насока и со несакана динамика, ние сме подготвени итно да донесеме помош од странство, пред се во воздухоплови. Во текот на денешниот ден, како што веќе кажав, проблеми ни создаваат пожарите на планината Серта, и тоа едниот пожар кој што е на територијата на општина Штип, на целата Селце и селата Пухче, каде што во текот на денот дејствуваат 2 хеликоптери, и тоа еден полициски и еден армиски хеликоптер, и воедно и двата ер-трактори на ДЗС. Исто така имавме припадници на територијалната противпожарна единица, имавме доброволци од ловното друштво од Штип, како и припадници на национални шуми. Гори мешана шума, огнот полека се спушта кон селата, но селата се обезбедени со соодветни противпожарни пресеки, така што не постои никаква опасност по овие две села, Селце и Пухче. Другиот пожар е пожарот по кој што ќе се упатам после давањето на оваа изјава, пожарот на планината Серта, но од другата, од северната страна, во насока на реката Брегалница, каде што утрово успеавме да го сопреме, но повторно се разгоре. На ова место се действуваше со двата ер-трактори на дирекцијата за заштита и спасување, и воедно на лице место во гаснењето учествуваат и 50 припадници на армијата, како и се разбира припадници на локалната територијална противпожарна единица од Штип. Гори ниска вегетација, грмушки, трева, трње, ниски смреки и делумно на некои места неквалитетна шума. Пожар кој што е исклучително сериозен е пожарот на територијата на Македонски Брод, кај селата Брезница и Тажево, каде што денес делуваат 2 полициски хеликоптери и на лице место се распоредени покри локалните пожарникари и 40 припадници на армијата и неколку припадници од национални шуми. За жал овде гори делумно и борова шума. Другиот пожар исто така се наоѓа на територијата на Македонски Брод, и тоа на во атарот на селото Дивеч, каде што действуваат и 10 припадници на армијата како поддршка на локалните пожарникари, гори мешана шума. Следниот пожар е на територијата на општина Чашка, во атарот на село Габровник и село Мокрени, каде што покри 10 припадници на национални шуми делуваат и локалните пожарникари, гори мешана шума и ниска вегетација. Наредниот пожар се наоѓа исто така на територијата на општина Чашка, на местото викано Мукос, каде што денес действуваше еден армиски хеликоптер, гори пред се ниска вегетација. Следниот пожар е на територијата на општина Долнини, и тоа селото Небрегово, каде што действуваат локалните пожарникари, а гори нискостеблести растенија. На територијата на општина Долнини активен е уште еден пожар во атарот на селата Гостиражани, кој што е префрлен од село Богомила на територијата на општина Чашка. Во овој момент делуваат припадници на локалните пожарникари и се користи механизација за создавање на така наречени противпожарни препреки. Гори мешана шума и ниска вегетација. На територијата на општина Прилеп гори покри магистралниот пат Битола-Прилеп, каде што действуваат локални пожарникари и гори ниска вегетација. И имам уште еден пожар на територијата на општина Пласница, во местото наречена Стрмдол, каде што се наоѓаат припадници на национални шуми. И за жал попладне во изби уште еден тежок пожар на територијата на Старо Нагоричане, и тоа во атарот на селата Алгуња и селото Челопек,
значи село во Старо Негоричане, не Тетовското село Челопек, каде што гори ниска вегетација и употребивме еден полициски хеликоптер. Под контрола е ставен еден пожар на територијата на општина Прогиштип. Изгаснатите пожари се наоѓаат на територијата на општината Чашка, Кавадарци кај село Фариш, со кој што исто така неколку дена имавме проблеми, територијата на Македонски Брод кај Брезница и во Неготино кај село Калањево, кој што повторно изгаснат, но постои опасност од повторно појавување на жешки точки. Денес се употребени вкупно 2 ер трактори на ДЗС, како и 3 домашни хеликоптери, тоа 2 на МВР и 1 на армијата. За жал, црногорскиот хеликоптер, иако овде не можеше да действува. Во гаснењето на пожарите учествува и 100 припадници на армијата, како и 60 припадници на специјалните единици на МВР. Повеќе пожарникари и помал број на припадници на национални шуми. Тоа отприлика се за ова пладневна изјава, доколку има поголеми разлики, вечерва ќе се јавам со нова видео изјава од лице место. Доколку нема, оваа изјава останува да важи и во вечерните часови.